Мојот гостин утринава е Петар Богоевски од граѓанската листа Македонски концепт. Обично викаме партијата, но всушност се работи за граѓанска листа со која што самостојно настапувате под број 10. под број 10. Убава за окружена цифра. Мислам дека најубавата бројка на овие избори ја имаме ние. И чиста десетка. Дека ќе имаме и чиста десетка и на мислам дека и до сега ни дадоа граѓаните чиста десетка за кампањата. Затоа што водиме позитивна кампања. Се сретнуваме со сите нив по сите пазари, по сите улици низ Македонија. Ги посетивме сите поголеми општини каде што можевме да стигнеме. И секаде фидбекот од граѓаните беше многу позитивен, со забелешка дека имаме уникатна издвоена кампања, па веројатно сме успеале барем во тој дел да се прикажеме во едно поинакво светло од политичките партии. Јас, Петар, понекогаш велам дека вие сте едно од тие ретките партии кои што вон овие големи мастодонски, да кажем, диносауруски коалиции на владеачкава и опозицијскава партија ВМРО, ДПМН и СДСМ, кои што успевате да удирате над категоријата во која што се надпреварувате, барем таков е впечатокот, има уште неколку такви како вас. Па настапуваме храбро и сакаме да се тепаме со посилните. Зашто малце непринципиално да ги тепеш по слабите. Нели е убаво да го предизвикаш посилниот конкурент? Секогаш е добро да се биде андердог, што викаат, и од послабо да направиш поголем успех кога те подценуваат. Да. Петар, впечаток е дека оваа кампања поминува како никогаш досега во една, би рекол, негативна кампања која де факто е наметна опозицијата, во која што сегашната власт се обидува да продере со своите позитивни пораки, меѓутоа и тие мора да возвратат. Кој знае што ќе се случува последниве 3-4 дена од кампањава. Предпоставам дека сите ќе засилат на негативност. Колку тоа вам ви одмага во вашата намера да предложите некакви нови идеи кои што излегуваат можеби од, да кажем, форматот и рамките што ги нудат поголемите партии? Сведоци сме на многу негативна кампања, со премногу омаловажување на лична основа и премалку дебата, конструктивна дебата, помеѓу нас, кандидатите. Едва и се појавивме на неколку само ТВ дебати со конкуренцијата. Скоро и никогаш не се појавија вистинските конкуренти. Професорката Сиѓановска и господинот Пасиев избегаа од дебата на тема и на ТВ 21. Со тоа покажуваа дека не се подготвени за да се дебатираме со аргументи, него само со црна кампања да се употребува и клеветење. Добро, може би сакат да кажат дека не сте им достоен противник, па се обидуваат да кажат дека... Не постои голем или мал за време на кампањата или достоен и недостоен. Секој кандидат во изборна единица е кандидат на рамниште исто и сите започнуваме од цифра 0 поддршка. Она кој го направија како најголем проблем, а тоа се сите политички партии, без исклучок, бидејќи сите заминаа во таква негативна кампања, тоа е засилување на апатијата кај граѓаните и нивната се поголема желба да не излегуваат на гласање. И јас апелирам, ќе искористам и оваа прилика сега да апелирам, да разберат дека со неизлегување на гласање им помагаат на оние кои ги натерале да се чувствуваат така и да не излезат на гласање. Единствен начин да се направи промена на политичка сцена, да се донесат нови политички актери на сцената, е ако излезат масовно да гласаат. Нас лично, на Македонски концепт на број 10, ние очекуваме најголема поддршка од граѓани со силен личен интегритет, индивидуалци, луѓе кои се свесни за состојбата во земјата. И единствената пречка за полна факторизација наша е нивната апатично да излезат на гласање. Со други Мора зборови, да излезат максимално на гласање. Ако добро разбирам, сакате да кажете дека постои опасност изборниот ден да се претвори во судир на партиски машинери и армии, а оние кои што се независни и по-либерални во своите разбирања за политиката, останат на страна со интегритет, и ако сите имаат интегритет, предпоставаме, останат на страна, да останат на страна, што потоа тоа ќе ви се одрази вам. Ја очекувам да излезат на гласање сите граѓани и имаме време уште неколку денови да објасниме дека тоа е многу битно и значајно. Но од друга страна партиите треба да разберат дека партиите и 100 гласа да имаат, ќе изберат 120 претеници. Значи нема никаква улога бројката на излезеност.
Со тоа само ги наградуваат оние политичари против кого се и против кого се определени. Друга битна порака за оваа кампања е тоа што ние сме го погодиле во срцта на нашиот проект, во ведување на ново кривично дело, а лажно политичко ветување. Не сум сигурен како тоа ќе се изведе и како ќе се формулира. Едноставно е. Секој ќе депонира своја ветување изборна програма, и ќе има мониторинг од ДИК и од обвинителството, ќе се генерира може ли за тоа кривично се гони? Апсолутно треба да се лажењето во политиката е веројатно дел од светската историја. Извинете, меѓутоа ова што се случува во оваа кампања, ветување на вселенски центри во Македонија, ветување на зголемување на платите по повеќе кратни, ветување за чуда, брда и долини. Мислам дека тоа е најголемата причина зашто граѓаните веќе им е смешно што се случува и ние викаме не сакаме ништо да ви ветиме веќе. Влеговме со проекти, објаснавме што мислиме. Еве, до крај на кампањата можеби ќе промовираме уште некои еколошки или евентуално за економијата ставови, за да нешто што чувствуваме дека недоволно го забележаа граѓаните во кампањава, меѓутоа најбитно е тоа дека веќе е срамотно да се биде дел од ваков надпревар со лажни ветувања. Не сакаме дел од тоа и ние единствено што ќе направиме е ќе кажеме дека тоа мора да стане кривично дело во земјата. Има една изрека која вели дека гласачите се ќе ви простат, ама нема да ви простат ако не ги излажете малку. Има и таква изрека. За жал тоа се покажува поттикнете надеждите и аспирациите. Иако јас очекувам овој пат на овие избори гласачите да не им простат на оние кои ги лажат веќе 30 години и да ни дадат шанса да направиме разлика во парламент. Која е таа разлика? Тоа е граѓански пратеници во парламент, кои нема да бидат на партиско дугме, нема да бидат по партиска контрола и ќе внесат една сосема нова политика и свежина на политичката сцена и предуслов, ќе создадат предуслови за формирање на влада. Првиот предуслов за формирање на влада е измена на изборниот закон и војдување на една изборна единица, за да можеме понатаму да зборуваме за еден правичен Донтов модел и да зборуваме за една правична распределба. Мислите дека ќе се создадат услови за таа важна изборна промена во Македонија, бидејќи ако ни се случи да добиеме условно да кажем црно-бел парламент на веќе познатите формации кои што екзистираат на македонската политичка сцена, ќе остане се исто. Тие немаат интерес да си ја нарушат својата статус-кво позиција која им носи власт. Така е. И ВМРО ДПМН и СДСМ се во досоки со работка да остане сето исто. На нив не им одговарат измената. Меѓутоа, ако нас граѓаните не факторизираат во парламент и ние сме доволно силен фактор кој може од кој зависат одлуките на парламентот, апсолутно предуслов за да воопшто започна било какви разговори за формирање влада, после конституирање на парламентот, ќе биде измена на изборниот модел и уште второ, законот за политички партии, со кој она наша визија уште за времето на реформите што ги промовиравме во времето во ВМРО ДПМН, она визија за промена на поведението политичките партии, да се воведат минимални внатрепартиски стандарди, минимална внатрепартиска демократија со сила на закон. Да им се наметне на партиите. Друг начин не постои. Како тоа би се направило? Закон за политички партии, кој ќе предвиди... сега постои. Постои, ама е катастрофа. Кој ќе предвиде минимални демократски стандарди кои ќе мора партиите да ги имплементираат одредби од законот, да ги имплементираат во своите статути. Добро, и сега статути се предмет на разгледување и практично правно... Лажат сите партии со тоа. Добро, ама како ќе ги спречите? Јас сум еден од авторите на новиот статут на ВМРО ДПМН кој требаше да се донеси, така да сето тоа е лага, сето тоа е приказна за граѓани кои се уште им веруваат. Morаме, затоа и бараме поддршка од граѓаните, да ја продолжиме таа агенда преку парламентот. Преку парламентот, првите закони кои ќе бидат предложени, ќе повторам по конституирање на парламентот со председател на парламентот најмалку партиско лице. Не е битно дали е власт опозиција. Нека биде најмалку партиски човек председател на парламентот, за да има внатре дебата, вистинска во парламентот и да можеме да почнеме да носиме решенија во парламентот, не во владата. Владата треба да ги извршува решенијата кои се носат во парламентот. Многу е суштинско тоа. Каква ви е проценката во која изборна единица стоите најдобро? Се разбира, се работи за напор, веројатно, барем негдека да конституирате 6-7-8 илјади гласачи на вашиот број 10. Ние во овој момент
на политичките партии им одзедовме доволно број гласови. Само прашањето е дали имаме доволно за да ги факторизираме наши пратеници во сите изборни единици. Најдобро стоиме, ќе кажеме регионално во Скопје, број 1, број 2 е Прилеп, број 3 е Охрид. Или Езерскиот регион и Струда. А понатаму Струмица, Струмичкиот и Гевгелискиот регион, Белово и Малешевијата, Велес, па Куманово. Сите изгледи, барем според проценките, анкетите... Ѓорче Петров исто така многу одлично стоиме со Бутел. Сите изгледи се дека Македонија ќе добие повторно, најверојатно, еден вид на она што британците го нарекуваат Hang Parliament. Тоа значи еден парламент во кој што ќе нема високо изразена предност ни една партија. Барем такви се анкетите предвидувањето така. Доколку се случи вие да влезете во парламентот со еден или повеќе пратеници, ќе бидете потоа предмет веројатно на коалициски договори и така натаму. Имате ли некакви црвени линии под кои или над кои не одите за евентуално разговарање со другите поголемите оние што ќе добијат мандат? Прво треба да знаат граѓаните да бидеме на чисто од сега. Со 3 пратеници од македонски концепт ние одлучуваме кој ќе биде премиер. Бидејќи меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ нема да има разлика повеќе од 3 пратеници. Меѓутоа, тоа не е за да се пофалиме или условуваме или правиме да развиваме клиентелизам. Обратно. Со тоа ќе бидеме во можност да ставиме првата црвена линија која е. Не прифаќаме изгубен во политиката човек за премиер, освен силен економист со огромен, силен и исклучително опитен економски тим, бидејќи на есен не чека нас нова катастрофа, не чека огромна економска криза. Да не се лажеме, 100 пати повторив, на есен ќе биде патриотизам да обезбедиме за секој граѓанин леп. И во таква ситуација, во таква економска криза која ни престои, која доаѓа од Кина и Америка заради корона кризата, тие две економии паѓаат кон 30%, тоа ќе влијае силно врз европската економија, која е како папочна врска врзана со македонската економија и ние нужно ќе претрпиме огромни штети. Сакале или не, не само внатрешната криза, туку и надворешно ќе дојде криза. Ако немаме таков тим кој ќе ја предводи целата влада, ние не ќе се справиме, нема да се носиме со предизвикот. И зашто би дале поддршка на политиканти и на преваранти кои не се грижат денес или не се борат денес на овие избори за да донесат подобро утре на граѓаните, туку се борат само за сопствената слобода или за сопствените кариери. Реално, тоа не е окей. Втората црвена линија, извини, е ова што ви го кажав претходно, законот за политички партии, изборниот модел и пакетот антикорупцијски закони. Ве доживуваат како одредени тежок изборот од падници, но ако ништо друго, веројатно од ВМРО ДПМН, барем таков впечатокот, и де факто вие... Обратно, ја мислам дека беше за Демократска партија со Реган, која вика, не ја напуштив јас партијата, партијата ме напушти мене. Јас сакам да кажам дека ја не ги напуштив вредностите во она ВМРО ДПМН во која се приклучив. Па тоа ќе ми беше поентата мене за да... ВМРО ДПМН ги напушти вредностите. Мој беше изборот. Дали ќе останам внатре во палатата, ќе ја прифатам власта на мафијата и ќе бидам сега на листите на ВМРО ДПМН и ќе бидам пратеник и така натака, или ќе излезам од палатата и ќе се борам искрено со образ пред граѓаните за да дојдам до факторизација надвор од контролата на мафијата. Како го доживувате нивниот предизборен лозунг, слоган обнова? Обнова на што? На ова што го говорите? Повторил многу кратно јас, тоа не е обнова на бандитизмот, сум го кажав јас многу кратно, обнова на минатото. Не гледам јас таму капацитет кој би ја симнал владата на Заев и на СДСМ. Второ, Мицковски со Заев се во меѓусебна координација. Како што Заев не расчисти со Груевски, така Мицковски нема да расчисти со Заев. Да не се лажеме. Ги лажеме граѓаните ако мислат дека Мицковски има капацитет, кредибилитет и тим со кој ќе направи некои промени квалитативни во општеството. Тоа е невозможно. Па сепак понудата е таа, Заев или Мицковски. Ние немаме сега шеста понуда. Не би рекол дека е во некакви реални рамки збориме на предвидување. Ако граѓаните одлучени дадат на нас поддршка, не значи дека е понудата меѓу двајца. Понудата може да биде меѓу 10. Така да оваа земја има се уште капацитети, па ние затоа излеговме со слоган последна шанса,
Затоа што ги црпиме последните капацитети на разум и нормалност во земјава. И ако оваа шанса не ја искористиме на овие избори, донаредните избори, ако се случат за 4 години, може би се случат и за 2, но ако се случат за 4 години, тешко дека ќе се најдат капацитети за да продолжат да промовираат нормалност во земјава. Ќе се случи галички ефект на цела Македонија. Галички ефект? Што значи тоа? Оно што му се случи на Галичник во минатото, тоа се случи со Македонија понатаму. Вашата формација, не би рекол партија, туку листа на граѓани, така, реално стои десно од центарот. Апсолутно да, барем јас, како лично сум либерален конзервативец, јас сум десничар. Прашањето ми е но имаме луѓе кои не се партиски определени, многу независни и прв влегуваат во политика. Прашањето ми е на таа десна страна на политичкиот спектар, на овие избори се надпреваруваат барем 5-6-7 други партии така натаму. Не успеавте да се договорите за некакво обединување, бидејќи тоа на сите веројатно ќе ви ги покачеше шансите за влез во парламентот. Ако сакав да бидам заедно со пазарџи, ќе седе во палатата, таму се супер пазарџи. Најдобрите пазари. Најдобрите пазари. Значи нема логика сите на куп за никаде. Значи или ќе одиме со чиста понуда, чист образ и ќе одиме со нешто кое стварно ќе вреди и ќе изградиме нешто кое стварно ќе вреди, или подобро не се трудиме. Да правиме компромис колку да се направи некој пазар за да се влезе во парламент и да се чари нешто, таа работа не ја бива. И ја барем не сум погоден на тоа. Ниту го сакам тоа. Ова го прашувам. Не ми е ниту желба, ниту би било желба во живот. Ова го прашувам бидејќи таму се одделуваат неколку партии кои што се регистрираат на овие анкетни истражувањата на Интегра, Левица и така натаму. Се тоа Пајтон партии кои се привезоци на големите коалиции, но не беа природни да влезат во коалиции претходно. Пример Левица и онака е во коалиција со ВМРО ДПМН. Нели кумата на тој брак е господјата Давкова, Сијановска. И ќе беше неприродно да влезат во коалиција пред изборите, па Левица и онака ги користи сите супорт елементи, комплетно целата логистика на ВМРО ДПМН, колку да учествува на овие избори, со тоа што забележате многу интересно. Сите анкети кои ги објавува ВМРО ДПМН форсираат еден тип на партии или СДСМ, друг мали три партии, а има еден дел кој вика други, од 6% кои никако не кажуваат кои се тие други. И во ниедна анкета не ме ставаат ниту мене лично, како Петар Богоевски да ме анкетираат, ниту македонски концепт или десетка за анкетирање. Така да тоа е ја го разбирам од нив, зашто имаме уникатен пристап во оваа кампања. Се обидуваме да останеме единствени уникатни. Партиите се легитимно се заштитат од нашата активност и од нашите предлози, но исто така и ние сме легитимно присутни да побараме од граѓаните искрена поддршка. Ако ни ја дадат, благодариме. И еден глас е доволен и 101 на 1000 е доволен. Суштината ќе ја погодиме само доколку ја препознаат различноста во нас. Ако не ја препознаат, подобро нека не гласаат за нас. Добро, тоа значи дека во среда доаѓаат изборите, ќе се случи некакво гласање и така натаму. Моето последно прашање е што со концептот ваш после изборите? Без разлика, влезете во парламент, не влезете во парламент и така натаму, имате ли идеја што понатаму? Па два пата имаме. Ако влеземе во парламент, започнуваме да го реализираме ова за кое зборувавме. Ако не влеземе во парламент, продолжуваме со действување, бидејќи македонски концепт е платформа, идеја, визија, бренд кој го градиме на база на граѓанско здружување и слободен граѓански активизам. Тоа е бесмртно, тоа не бара ниту финанси, не бара ниту некои посебни средства. Нема да израснете во партија класична, како што тоа... Не би сакал, јас кажав многократно, не би сакал македонски концепт никогаш да биде партија, би сакал да учествува на уште 100 наредни избори, но секогаш со отворени граѓански листи, секогаш со отворен пристап кон индивидуалци, силни поединци кои се заинтересирани преку нашата платформа да се качат на политичката сцена. Бидејќи партиите имаат елити кои ги бетонираат плафоните на партиите и нема качување надвор од милоста на постоечките елити. Кај нас не е така. Ние даваме простор секој кој е подготвен да се бори на сцената, да се појави преку македонски концепт. И таа оригиналност треба да ја зачуваме.
Петар се извинувам, Петар Богоевски. Богоевски. Да не рековте Павле, пошто многу Да, ми нарекуваат Павле. затоа го погодив името, ама потоа се ухочив на презимето, мислејќи да не го уттав. Имаше палатата една црна кампања за Петар и Павле во Америка и на луѓе некако во главата им се помеша Петар и Павле, а и заедно одат нели овие двајцата апостоли. И сега поа од луѓе што ме сретнуваат ме викаат Павле. Што е право и Павле е граѓански активист кој може би... Да, убаво е да ме запознаат како Петар, а Павле да се го помнат како Павле. Петар Богоевски, македонски концепт. Благодарам за ова гостување во утрински брифинг. Сега гледаме после изборите, кога ќе имаме прилика да ги... Ќе ги анализираме изборите. Така е, ќе имаме прилика да видиме која е најточната анкета која ќе се случи 15 јуни. Благодарам уште еднаш.